Добро утро на сите, освен на пратениците. Зошто освен на пратениците? Затоа што 2 години го блокираат предлогот на Сојузот на синдикатите на Македонија за зголемување на работничките плати или за зголемување на минималната плата и зголемување на сите останати плати за најмалку 6.000 денари. Како што им ветивме, денеска по 21 човек на 2 локации ги блокираме да не можат да дојдат со сопствените возила на работа како што идат, да не можат да наплатат трошоци за превоз како да трошат керозин и да мора да дојдат пешки или со јавен градски превоз на своите работни места. Моите информации се дека голем дел на пратеници станале рано утринава за да дојдат пред 9 часот на работа, за да не се соочат со работниците на улица, затоа што се срамат од нив. Се срамат од своите гласачи затоа што одбиваат да зголемат работничката плата, а од друга страна пратеничката плата според последните најави ќе се зголеми не само за 9,2% колку што си пресмета гувернерот на Народна банка дека се зголемува просечната плата во 2025 година, туку и за 12,6% затоа што Уставниот суд голема е веројатноста да укине уредбата на владата од претходната година, што ќе каже дека на 100 или 120.000 денари добиваат 21% зголемување на нивните плати. Пратениците сакаат работниците, нивните гласачи да живеат и да тонат во сиромаштија. Тоа е срамно и затоа денеска сме тука во 9 часот за да ги блокираме, за да им покажеме дека нечовечки се однесуваат кон работниците, особено поради тоа што ги слушавме изјавите на пратениците кои жестоко ги бранеа своите плати, наместо да се борат за работничките плати изминатите денови, кои жестоко ги бранеа своите патни трошоци, кои ги имаат како право, а кои сме им го дале ние работниците, а не го овозможуваат како такво на работниците. Игнорантскиот однос кој што до сега го имавме од сите институции и она што владата скивира да во овој момент биде посредник по сите овие преговори, кажува дека ние како од приватниот сектор треба да се договориме со работодавачите. Ние ако беше тоа да се договориме со работодавачите, тогаш ние немаше нити да бараме од владата поддршка, нити да бараме нешто друго. Ние бараме да они посредуваат во тоа и да видиме и да направиме одредена анализа оние кои што досега изнесува дека со тоа ќе ги затворат фирмите, ќе напуштат работници, да видиме кои се тие фирми или предпријатија кои што ќе не можат да и покријат оние трошкови, да најдеме начин и решение. И за крај, денеска не смеат да наплатат патни трошоци, не смеат да наплатат патни трошоци онака како што наплаќаат во висина од над 14 милиони денари во претходната година, или како што имаме рекордери кои наплатиле над 10.000 евра за една година доаѓање на работа, нешто што работниците го немаат како право. Ќе се обратиме до председателот на собранието, како и од јавен карактер, да не извести кој е тој алчен пратеник кој за денешниот ден ќе наплати 100, 150 или 200 евра за тоа што доаѓа на работа.